Повелете, господја Шекеринска, повелете. Благодарам. Ја читам изјавата на премиерот Груевски, кој замина на подолг одмор, како и секогаш кога е криза во државата, кој им порачува на македонските иселеници дека треба да направиме силна држава. И се прашувам со што ќе се прави силната држава? Со слаба економија? Со слаби фирми кои секојдневно се хендикепираат дополнително? Со слаби граѓани кои, како што би рекла господја Дулич, стравот треба да го чува лозијето. Или, преведено на ВМРО-вски начин, стравот треба да ја чува ВМРО-вската власт. Почитувани колеги, на тој начин силна држава не се прави. Не можете да кажете ниту еден пример на силна држава во која вака слаб е реалниот сектор, во кој вака хендикепиран се малите и средни предпријатија и во кој цената за владените луксузи ја плаќаат оние кои што се најслаби, малите фирми, семејните фирми и граѓаните. Дали треба да се почитува законот и да се плаќа данок? Да, никој од оваа страна нема дилеми. Дали треба оние кои што не го плаќаат данокот да се казнат? Да. Јас се надевам дека никој во оваа сала нема околу тоа дилеми. Меѓутоа, дали треба инспекциите во Македонија да станат модерен тип на шпанска инквизиција, тука имаме различито мислење. Затоа што секој од вас чул барем еден пример на инспектор кој влегува во фирма, мало, средно, какво сакате предпријатие, од дуќан до големи компании, и кој што не им го кажува следното: господа, јас сум пратен да наплатам казна. Зашто ќе биде? Ќе се снајдам. Нешто ќе се најде. Битно е јас во управата за јавни приходи да донесам уште некој денар за уште еден кејф, луксус или плаќање на буџетските потреби. Почитувани колеги, тоа е принципот на шпанската инквизиција. И таа била направена со добра намера, да го брани христијанството од надворешните непријатели. Во што се изродила, тоа денеска го знаеме сите. Кога ќе донесеш некого на клада или на мачење, се ќе признае. Прашање е само на време. Тоа е модерната инквизиција која и се сервира денеска на Македонија и на македонските фирми. Ние ќе влеземе, ќе копаме, ќе те малтретираме, ќе седиме со месеци и нема да дозволиме на таа мала фирма да работи, ама на крај ќе ги извлечеме парите. Ако ова се случува со средни фирми, кои имаат и адвокат, кои можат да платат и правна заштита, можете само да замислите што се случува со малите дуќани, кои реално немаат на која врата да чукнат. И затоа ќе ни се случат настани како оној во Прилеп, затоа што очајни луѓе немаат што да калкулираат. Оние на кои се им земала државата и доаѓа уште по 3000 евра да им наплати, тие немаат веќе што да чуваат, касата им е празна. Испадна дека во Македонија најголемите неплаќачи на данок биле оние кои давале, како велат, стока на вересија во тефтерот запишана. И дека од нив Македонија денеска не може да пркне. Тоа е мислењето денеска на парламентарното мнозинство. И затоа ќе чуеме 1001 приказна за фискалната недисциплина, ама јас ќе ви поставам едно едноставно прашање. Ево, вие биле фискално недисциплинирани кои пишувале на пусул: ми должи толку и толку комшијата затоа што нема да плати денешнава сметка за лепи млеко. А што да кажеме за државата која така си пишува: ти должам во некој тефтер? Како државата е фискално дисциплинирана кога не си ги плаќа сметките, а кога е дуќанџијата пишува на хартија колку му должи, или, не дај Боже, му дал 100 денари на некој од вработените да си ги чува во джеб, бидејќи се негови парите, тој бил фискално недисциплиниран. Во оваа држава законите важат за сите, освен за тие што си се нарекуваат држава. Ние овдека ќе дискутираме со денови дека минималната плата треба да биде над 8000 денари, ќе дознаеме дека владата ги кани луѓето да работат за јавен интерес, работи од јавен интерес или волонтери и ќе им плаќа 3 или 4000 денари. Кај е законот за минимална плата? Или со тоа однесување институциите се фискално и законски дисциплинирани. Денеска слушнавме исто така дискусии за сивата економија.
Па си го поставувам прашањето каде е вистинската сива економија во Македонија. Дали најголемиот проблем со сивата економија се овие фирми во кои некој во дуќанот бил затекнат со 200 денари во джебот, или прашањето на сива економија се одлучува во Царинската управа, каде што преку ноќ дознаваме дека 50 или 100 милиони евра вредни лажни бандероли некој ги испечатил. И тоа мислите дека е прв пат печатено така? Како е возможно во сите тие дискусии никој да не го видовме уапсен пред камери? Како е возможно во сите тие дискусии да не чуеме која е фирмата која ги печатала бандеролите, на тендер го добила тоа? Тоа не е сива економија. Сива економија е грана под карши вашата зграда, во која што имало 50 денари поише во касата. И ќе утепате сивата економија, која ќе оказните човекот, што би рекла господја Дулич, за никакви 3000 евра. Или за минимални 1000 евра. Колеги, пратеници, во Македонија за сите е криза, освен за власта, која кога ќе се правда на кризата, не прифаќа дека истото оправдување може и мора да важи и за фирмите. Со денови или со месеци зборуваме за тоа дека владата мора да интервенира околу цената на нафтата и нафтените деривати. И секој ден слушаме лекции од Ставревски и било кој друг во владата дека тоа не може затоа што нафтата на светските пазари бележи рекордни цени. Па тоа што Груевски тврди дека ништо не можеме да направиме, изгледа не стигнало до Париз. Таму министерот за финансии излезе и кажа: државата и фирмите ќе им помогнат на граѓаните да го преживаат овој товар. Франција издвои 300 милиони евра за да ги намали давачките и за да ја намали цената на нафтата и нафтените деривати. За мерка која ќе трае времено, ама вели додека не најдеме нешто попаметно и поефикасно, владата ќе почне да штеди. Тоа кај Груевски никогаш нема да се случи. Мора да штедат малите фирми, мора тие мали фирми да се казнуваат со големи казни, за да големите планови за одржување на големата власт останат живи. Колеги пратеници, сите знаат дека нешто треба да се менува, само во Македонија македонската власт тера понатаму како што е навикнат. Една Србија радиодифузната такса денеска одлучија да ја укинат. Мислите дека е поголема од нашава? Не, помала е. Ама рекоа, ако граѓаните страдаат, и јавниот сервис ќе мора товарот да си го понесе и владата ќе мора нешто да направи. Каде е таа дискусија кај нас во Македонија? Јас се согласувам со еден полуаргумент кој што го чув или денеска или на дебатата на комисија. А тоа е, ако беше вака лошо, зошто не се бунат фирмите? И навистина е така. Навистина, ако ги чуете фирмите во медиумите, ќе испадне дека ништо не е проблем, се оди како што треба. Ако отидете во Прилеп, во чаршијат, поинаку ќе ве пречекаат, поготово вас. Ако ги погледнете снимките од реакциите на Прилепската чаршија, ќе сватите дека нешто чудно се случува во Македонија. Ова се теми на кои во секоја нормална држава бизнисот реагира. За жал, кај нас бизнисот или заштитата на бизнис интересите се во рацете на луѓе кои многу добро работат со власта. И затоа кога денеска, например, прочитав, кое изненадување, дека добитникот на големиот тендер за набавка на полициски возила од страна на МВР е фирмата на председателот на Сојузот на стопански комори, мене не ми требаат повеќе информации. И на фирмите не им требаат повеќе информации. Тој што треба да се бори за нивните интереси, тој се бори за своите. И затоа, например, владата ќе плаќа повисока цена за еден автомобил, отколку објавената цена на веб страната на оваа фирма со такви технички квалификации. Поскапа, а ќе купат колку, не знам, 100-150 автомобили. Колеги, затоа бизнисот молчи. Затоа што сватија неколку луѓе внатре дека можат да печалат од оваа власт, која бидејќи е корумпирана, сака да корумпира се околу себе. И тоа на многу места им функционира. Стравот лози ја чува, што би рекла колешката Дулич, стравот сакате да ја чува власта, а и парите не ви се на одмет. Меѓутоа, колеги пратеници, се поголем е бројот на фирмите
и поединците кои немаат веќе што да изгубат. И затоа од страв не се живее. Благодарам. Благодарам.